Добро утро и од мене, и како што знаете, веднаш по Ја сакам Македонија започнуваме со новото издание на магазин, така што утринскиот блок продолжува. Овој пат со мојот драг гостин, пианистот Гордан Спасовски, прогласен за најдобар џез музичар изминатава година, ни раскажува за победата, впечатоците, успесите во Холандија на тој надпревар, но ни раскажува и за досегашните достигнувања, како и за идните цели, што е оно што го работи во моментот, од каде ја црпи инспирацијата. Па затоа останете со нас за добра музика и убав разговор со мојот драг гостин. Добро утро и добре дојде, Гордан. Добро утро, ви благодарам на поканата. Прекрасна атмосфера во магазин во Сител. Чест и задоволство да се биде гостин тука. И мене исто така ми е задоволство. Честитки на почеток за победата. Какви се впечатоците од таму? Па, за мене ова беше едно прекрасно искуство, позитивно од секој аспект. Имав можност да запознам многу луѓе, прекрасни музичари, аранжери, композитори, секако. Луѓе кои што ме пречека многу позитивно. Едноставно, најпозитивното нешто што можам да го издвојам е тоа што тоа парче музика што го искомпонирав и што го напишав за Биг Бенд, можев да го слушнам од Милениум Биг Бендот, оркестар кој што функционира веќе 40 години, луѓе кои што се доста активни на сцената во Холандија, во Германија, дел од нив членови и во Метропол, во престижниот Метропол оркестар, во Амстердам. И стварно е прекрасно искуство и многу убаво чувство да се слушне како тие ја доживуваат музиката, која што едноставно прв пат таму ја слушнав да биде изведена во живо. Да, како се реши токму за овој надпревар, колку време се подготвуваше? Па, овој надпревар ми го посочи Владимир Николов, нашиот познат композитор, аранжер, човек кој што е исто многу активен во оваа сфера. Воедно беше и гостин на Националниот џез оркестар како диригент, композитор. Со него имавме една турнеја низ неколку градови во Европа. Бевме заедно со него во Будимпешта, во Прага, во Виена, во Поргибес. Наскоро планот е да се направи еден албум на кој што ќе гостува исто така тој. Така да, благодарение на него се пријавив на овој надпревар, иако во тој момент кога ми го представи бев малку скептичен бидејќи немав многу време, меѓутоа се најде и за тоа секако време. Во тој момент не беше ни во Македонија? Во тој момент да, во тој момент не бевме во Македонија. Меѓутоа непосредно пред надпреварот ја напишав композицијата и испадна тоа што испадна. Да, иако за кратко време, за неколку дена. Да, меѓутоа имало некои идеи кои што веќе тлееле, да речам, и сум размислувал на одредени мотиви, на одредени теми, така да можда ова беше вистинскиот момент да ги преточам на хартија или сега во модерно време на компјутер па на хартија. На компјутер прво, да. Што доживуваш во тие моменти на творење? Зашто размислуваш? Дали првин тебе да ти се допадне или на публиката? Што е на што ти е приоритет? Тоа што ми е приоритет, посебно кога станува збор за ваква музика, ми е да бидам искрен и да не размислувам на тоа што би било добро да се напише, туку едноставно да го преточам тоа што сум го замислил и да го зачувам јадрото, односно иницијалната мисла или иницијалниот мотив, тема кој што ги имам, кој што ми има дојдено, така да кажеме. Да, трпи сето тоа промени некој во процесот? Во текот на процесот, да. Работата како... Значи, самиот процес на аранжирање, на компонирање, да речеме, значи, како што кажав, иницијалната идеја и сршта на една композиција и потоа разработка на истата. Значи, тоа е дури може да се каже дека според мене може да се каже дека е потешкиот дел од овој процес, каде што ќе се разработи сето тоа, ќе се обликува за одреден тип на оркестар, во овој случај нели за Биг Бенд. Од какво значење за тебе е ова признание? Награда и што значи тоа за иднината во твојата кариера? Па, како што кажав и претходно, за мене најголемо значење имаше тоа што
може да ја слушнам музиката изведена од овие луѓе, бидејќи џез музиката е мое мислење е дека џез музиката е музика на изведувачот. Така да, за разлика нели од класичната музика која што првенствено му припаѓа на композиторот, па потоа на интерпретаторот. Така што најбитно ми беше да слушнам како овие артисти ќе го доживеат тоа и како ќе го пренесат тоа на публиката. Нормално секој артист се труди да ја долови, да ја сочува главната идеја нели на композиторот, меѓутоа секој пат има простор за тој да се изрази, изведувачот. Така да за мене тоа беше најголема, најпозитивното искуство. Секако нели наградата беше уште поголем поттик да се продолжи да се твори и да размислувам на понатамошни проекти како за биг бенд, така и за помали ансамбли. Активен сум со моето трио, со Виктор Филиповски, со Кирил Тофекчиевски. Работиме на нов проект со Чет Мекала, наш колега трубач од Чикаго. Минатата година со него издадовме еден албум, Трансферс, кој што исто така помина супер. Така да веќе спремаме уште некој нов материјал. И ќе има, се надевам, годинава или кон крајот на годината, можеби ќе има нов материјал што ќе може да биде представен пред публиката. Да, спомна и претходно албум каде што би имал гости. Имаш осмислено веќе кој сте ќе биде гости на твојот албум? Па имам веќе некои првични идеи, меѓутоа кога ќе се реализира, тогаш мислам дека би можел да не би можел сега да споменувам, бидејќи секој пат трпат промени како и што споменавме во процесот на компонирање, така и во овие ситуации. И во однос на албумот. Така е, да. Да, а каква беше конкуренцијата во Холандија? Па искрено беше беше запозна од кои држави? Конкуренцијата беше доста голема, имаше од цел свет пријавено, не знам колку точно имаше пријавено, меѓутоа знам дека имаше од Бразил до Јапонија, до Америка, Холандија. Другите двајца финалисти беа од Холандија, едниот мислам дека по потекло од Шпанија, меѓутоа живее и твори во Амстердам, работи како професор на факултетот на конзерваториумот во Амстердам. Другиот финалист беше прилично млад композитор и аранжер, веќе активен на сцената во Амстердам, прекрасни луѓе. Кога ги слушнав нивните композиции, искрено и се израдував што слушнав толку убава музика. Многу ми се допадна и тоа беше едно од многу убавите искуства што разменив нели муабети со тие луѓе, разни искуства споделивме кои на што има нели работено, како има напишано одреден дел од композицијата, такви информации си споделувавме едни со други. И што е најважно, останавме во контакт со тие луѓе и се надевам дека во иднина ќе има некаква соработка со нив. Како осмислуваш и име, наслов за композицијата? На што те асоцира најмногу? Оваа композиција конкретно беше инспирирана од една случка, да кажеме, и беше символично, нели, именувана како лавица или лајонес и отсликува една битка на лавицата, нели, како символ за жената и низ какви перипети поминува, низ какви битки мора да извојува, нели, за едно подобро утро, така да се изразам малце по метафорички. Да, дали секогаш откриваш што е инспирацијата, дали Па по некој пат инспирацијата не е една случка, по некој пат може тоа да е, не знам, сплет на настани или некакво искуство, така да зависи. Понекогаш може да е некакво општо чувство или општо расположение што ќе ме натера да напишам нешто или да иницијално да почнам нешто да пишам, да речем. Да, не мора секогаш значи да е нешто конкретно. Точно така.
некоја случка. Твоето студирање беше во Македонија и во Австрија. Би сакала да се навратам и за тие моменти, односно за почетоците и како стигна до она што си денес. Да. Најпрво со џез музиката ме запозна Илија Пејовски, наш познат композитор и аранжер, значи со џез пијано, хармонија, аранжирање и голем поздрав до него. Многу сум му благодарен за се што има пружено за македонската џез музика и за сите за голем број од активни музичари, бидејќи во секој еден од нас има по некое семе, да речеме, од сите наши ментори, директни и индиректни. Зборам индиректни, например, нашите музички херои со кои што имаме растано, кои што ги имаме слушано. Така да првичното среќавање со подлабоко, да речеме, професионално среќавање со џез музиката беше преку Илија Пејовски, потоа отидов во Грац во Австрија, каде што ги продолжив моите студии, таму исто запознав многу луѓе, моите колеги од триото, од биг бендот, исто така многу важни за за навлегувањето во оваа материја. Така да долг процес, се уште се, тоа е животно образование, јас би рекол, бидејќи нонстоп учиме, нонстоп се надоградуваме, бараме нови работи, бараме инспирација, така да. Да, имаше интересна приказна околу радиото, љубовта кон радиото и раѓањето на љубовта кон различни жанрови на музика. Да, значи татко ми работеше во Радио Крива Паланка, кој што се наоѓаше наспроти моето основно училиште, така да секој ден после школа јас идев кај него и мислам дека од таму е таа првична идеја и поврзаност со музиката и тоа едно студиско обкружување со плочи, со касети, со музики кои што цело време биле на дланка тогаш да се слушнат во таа средина. Имаш ли тогаш омилени бендови, пејачи, идоли, да речеме, во детството и не биле стриктно џез или? Да, секој пат тоа е еден низ животот идолите се менуваат. Знам дека првиот џез албум што го слушнав исто во радиото беше од Абдула Ибраим. Тоа е еден познат пијанист и мислам дека тоа некако ми остави таков, ме заинтригира што прави овој човек со пијано и зошто се разликува од тоа што го учев во нижото музичко училиште. И од таму мислам дека тргна таа идеја, подоцна нови идоли. Бил Еванс би рекол дека е мој број еден идол, Мекој Тајнер, Фред Хърш, Джералд Клейтон, како и повторно ќе кажам моите колеги со кои што работам секојдневно. Тие се исто мои идоли и инспирација и поттик за да креираме нешто повеќе. Да, постои поддршката меѓу музичари. Нормално, меѓу нас мора да постои поддршка за да твориме уште повеќе, за да растеме, за да креираме нова музика. Го паметиш првиот допир со пијаното, твоето прво пијано кое што си го добил, пред кого си свирал? Многу интересно, пред некој време имав интервју, онлайн интервју, кај што морав да го по писмен пат да ги одговорам прашањата и додека ги одговарав прашањата имаше едно вакво прашање и во тој момент бев со мајка ми, ја прашав што мислиш за одговорот, дали е добар, го прочитав и на ова прашање мајка ми вели ти имаш заборавено дека всушност за првиот роден ден јас имав добиено играчка пијано и тоа пијано сум го свирал како дете. Да, како играчка. Како играчка, меѓутоа го памтам ден денес бидејќи неколку години било во мојот дом. Мало сино пијано со метални прачки, звукот повеќе потсеќа на некој вибрафон, да речеме. И мислам дека тоа е првичниот контакт со овој инструмент. Да си имали желба понатаму во твоето растење за некој друг инструмент или сепак си се фокусирал само на едно?
Па да, секогаш сум бил заинтересиран за други инструменти, меѓутоа мислам дека тоа било некое по површно истражување што се случува со другите инструменти, што свират, начинот на изведба, и сето тоа мислам дека и сето тоа ме натерало да почнам да размислувам како да пишувам за сите овие инструменти. Така, и да си композитор и аранжер. Да. За кого сакаш најмногу да твориш? Имаш ли некои не би можел да извадам нешто, значи имаш најголем мерак да им посветиш внимание и да им подариш композиција? Секој проект за мене е ново искуство, позитивно искуство, значи за биг бендот ми е особено задоволство да творам. Скоро имавме со биг бендот концерт за со музиката на Лепи Сол. Така. Тоа беше едно позитивно искуство кај што напишав таа музика. Последниот концерт што со Владко Стефановски беше кај што напишав уште неколку аранжмани за него, конкретно од негови композиции, изведени со биг бендот. Со Џон Илија Апелгрен имавме неколку проекти, исто секој пат е задоволство да се настапува со него. Со Бобхец, моите колеги, нели, од триото што ги спомнав, Кирил Кузманов, Иван Иванов, Трајче Велков. Така да секој еден состав си носи свој, би рекол, и ме инспирира дополнително за, нели, да напишам нешто за конкретно за тој состав. Да, а колку време си пак дел од националниот џез оркестар? Па националниот џез оркестар е активен веќе 2 години скоро, година и пол, помеѓу година и пол 2 години. Меѓутоа претходно бев, нели, дел од Сдруженијето на џез музичари, уште од 2016 година, од самиот почеток, од првиот концерт, кој што се случи пред точно 10 години. 10 години, да. Во Македонската опера и балет, заедно со Зиги Фајгл, наш чест гостин од Австрија. Мислам дека беше тоа, да, тоа беше концерт на кој што се изведе музиката од Битлси, односно преработки, џез преработки од овој култен бенд. Има ли можеби некој бенд кој што допрва би сакал да свириш нивна музика, да направиш аранжман поинако? Истражувам цело време. Скоро имавме настап со помал ансамбл во Аудиокултура, каде што обработивме некои македонски рок песни во една џез варијанта. Значи, имавме една композиција од Венко Серафимов, имавме една од Архангел, имавме една од Владко Стефановски. Така да нон-стоп истражувам со, нели, со овие, со различни жанрови. Да. Во позадина се слуша еден мој аранжман на едно македонско традиционално оро, кое што Ратевка, кое што го изведовме во Виена. Да, го гледаме и настапот. Да. Така да фолклорот е исто така многу важен сегмент, нели, од нашето творење, како и секој музичар, нели, фолклорот е дел од нашата ДНК, така да тоа е наша константна инспирација, би рекол. Колкав е предизвикот? Дали е понекогаш потешко кога изведуваш нешто што не е жанр кој што си навикнал да го изведуваш секојдневно? Па може да се каже, да. Значи, сепак џезот е музика каде што има многу влијание од различни жанрови и тоа е нешто што најмногу ми се допаѓа. Музиката која што ја изведуваме секојдневно, нели, како што спомнав, ова беше допрено од фолклорот, би рекол. Моментално припремаме еден проект исто со Националниот џез оркестар од еден композитор и аранжер што е многу активен на оваа сцена, се вика Мајк Холобер. Во неговата музика, па, например, има многу современи класични влијанија, покрај, нели, традиционалните џез влијанија. Така што секој нов проект е нов предизвик и нормално, некој пат тие предизвици не се најлесни, мора да се работи на тоа, мора да се доведе до едно одредено ниво за да биде изведено пред публиката.
Да, планираш повторно да се надпреваруваш? Дали ти останува таа желба како пред неколку години кога беше во Хелсинки, во Финска? Па не знам, можеби ќе се случи повторно. Тоа пред неколку години беше многу спонтано, сите бевме затворени дома, беше малце полош период, нели, за време на короната. Да. И бидејќи немавме можност за настапи во живо, а джез музиката е музика за на сцена првенствено. Меѓутоа, еве, тој период го искористив, нели, за видов дека излегол овој надпревар и си реков, можда ова е нешто ново што треба да го пробам. И тој надпревар помина многу успешно, влегов во финалето, композицијата беше изведена од УМО, джез оркестарот во Хелсинки. Исто прекрасно, позитивно искуство. Таму беше главен на жири комисијата беше Боб Минцер, кој што е минатата година беше гостин на Националниот джез оркестар, заедно со Yellow Jackets, еден култен бенд. Така да, ова мислам дека само е еден поттик за да продолжиме, нели, со ова, како што кажав и претходно. И мислам дека ќе има повторно, се надевам дека ќе има повторно, но се зависи, нели, од околностите. Постојано и надпреварувачки дух се уште. Па да, меѓутоа би рекол дека најважно за мене е да се слушне музиката изведена од тој бенд. За мене тоа беше многу поважно отколку надпреварувањето со други музичари. Јас не го осеќам тоа баш, не го чувствувам баш така дека има некаква компетитивност, бидејќи еве на овој надпревар било која од овие три композиции да победеше, имаше причина зошто таа композиција би требала да биде победник. Да, досега си бил и на бројни работилници, фестивали, има ли некое достигнување, некој успех кој што досега ти е најдраг? Па не знам дали можам да ја издвојам еден одреден настан или работилница, меѓутоа сите овие работилници и, како што кажате, фестивали се најголем искуство за било кој музичар, собирање на и размена на искуства, да кажам, со другите колеги музичари, без разлика дали се работи за дали слушаме некое предавање од некој джез мајстор, дали сме дел од некаква работилница кај што ние треба да представиме одредена музика или одреден начин на пишување или што и да е. Меѓутоа сето тоа е некој збир на искуство што не тера да растеме и да твориме повеќе, да созреваме и така натаму. Како се случуваат сите тие контакти? Дали добивате како музичари покана или се пријавувате? Па како да тие запознавања и втурнување во тој свет? Многу често денеска, например, е многу полесно да бидеме дел од тоа, благодарение на социјалните мрежи, на лесно достапни информации. Најчесто за мене тоа биле препораки од колеги, препораки од професори. Меѓутоа, еве, имало и случаеви каде што едноставно ќе забележам дека нешто се случува и сум се заинтересирал за тоа. Така да, комбинација од повеќе работи. Каде мислиш дека е најзастапена ова музика, джез музиката, еве, од твое искуство до она што си го согледал последниве години, да речеме, во ова ново модерно време? Па, интересно е што джез музиката е глобална, иако, нели, важи за америчка музика, бидејќи таму настанала, меѓутоа влијанието врз джез музиката и врз нејзината еволуција е буквално во нејзи има инспирација од секој фолклор, не само од америчкиот, зборам за современата джез музика, и од сите други жанрови, така да джез музиката е глобална во некои слоеви од општеството, еве да кажам, не е можеби толку популарна, меѓутоа секој пат има публика, каде и да отидеме, секој пат има луѓе што сакаат джез музика, што се заинтересирани да чујат нешто ново. И тоа што е најважно е дека секој поднебје има свој придонес, нели, свој придонес во
во оваа музика и тоа може да се слушне најмногу преку изведувачите од нели овие различни земји, различни предели, различни региони, така да секаде има некој свој јазик, да речеме, иако традиционалниот џез јазик многу нели широко распространет, меѓутоа како што кажав, конкретно во нашата изгледа многу често колегите ќе забележат ова е многу интересно, непарни ритми, македонски фолклор, орнаменти, што можеби ние толку не ги забележуваме, бидејќи се посуптилни, меѓутоа тие го забележуваат тоа. Да, мислиш во Македонија токму тоа е што ја прави различна музиката, фолклорот и па не знам, елементи? може да се каже дека има влијание, меѓутоа нели, како што кажав, сепак ова е музика на изведувачот и секој изведувач ја пренесува на некој свој јазик и со некое свое согледување базирано на некој свој искуство кој ги има соберено во текот на животот. Така, минатата година беше прогласен и за најдобар џез музичар. Колку ти значеше ова признание во кариерата досега? Па, искрено, тоа беше за мене исто едно многу позитивно искуство. Имавме можност заедно со Националниот џез оркестар да настапиме на Скопје џез фестивал, заедно со Луис Бонила и со Зиги Фајгл. На тој, односно пред тој концерт, нели беше доделена оваа награда за најдобар џез музичар, што за мене на вистина е само еден поттик. Нормално, чест и задоволство да се добие таа награда и некој да каже дека одреден труд и дека нека одредена работа е препознаена нели на тој начин, меѓутоа и цената, да, меѓутоа за мене најголемо значење тоа што ми дава поттик уште толку да творам, да работам. Така. Така, идните планови за оваа година, што може да очекуваме од тебе? Па има доста проекти на кои што работиме. Со Националниот џез оркестар ќе споделам неколку проекти кои што не очекуваат. Сега се работи на еден концерт со Ренато Кико. Иако не сум дел од самиот концерт, дел сум од припремата на концертот. Ќе биде на 18-ти на 19-ти се извинувам во Македонската опера и балет. Потоа во март ќе имаме како што кажав, со Мајк Холобер ќе имаме концерт, тој ќе ни гостува на 18 март, ако не се лажам. Меѓутоа, нели, ќе добиете покана на социјалните мрежи, сигурно ќе биде потврден тој датум. Исто еден од најголемите џез имиња на денешницата, големо влијание за мене лично. Со триото ќе имаме исто така настапи годинава, ќе има неколку концерти летоска со Чет Мекала, така да ќе бидеме известени, сигурно информирани за сето тоа, но како и да е, очекуваме дека годината ќе биде исполнета со ангажмани. Ти благодарам многу за ова гостување и пред самиот крај би те замолила и ако сакаш нешто да искоментираш околу Инер Нова, бидејќи тоа е она што ќе го слушне публиката. Инер Нова е композиција која што ја напишав 2021, нели конкретно за овој оркестар, УМО, оркестарот од Хелсинки. И тоа беше момент, нели, кај што сите бевме затворени дома. Инер Нова за мене беше некаква внатрешна експлозија, нели, или имплозија, кога се раѓа звезда. Така да, нели, тоа што го чувствувавме, таа неможност да се изразиме на сцена, бидејќи бевме затворени дома, беше инспирација за оваа композиција и по тоа, нели, беше насловена. Да, тоа ќе го погледнеме во продолжение. Ти благодарам уште еднаш за гостувањето. Ти благодарам на поканата. Драги мои, уживајте во музика, а од мене довидување.